24.000 жртви даде македонскиот народ во борбата против фашизмот. Денеска пак се соочуваме со континуирано уништување на спомениците, токму на оние херои што се бореа за оваа слободна земја. Македонската историја и култура треба да се почитуваат и негуваат, наместо да се сквернават сопствените национални обележја. Ова беа дел од зборовите на говорниците на синоќешниот народен собир на граѓанското движење за одбрана на Македонија во Велес. Да ставиме крај на ова лудило кој што оди по секоја цена да се уништи Македонија како држава, да не постои, бидејќи странски служби дебело работат за овоа нешто што се случува на Македонија. Жално е Македонија кој што толку илјади жртви дала да имаме оваа слобода. И последни жртви ни беа лани пред една година. Во Куманово, во дивата насела кај што загина 8, а повеќемина беа ранети полицајци. Да има една грозна реплика која ми е страв да ја изговорам. Репликата гласи: пак некој македонец убива македонец во името на Македонија. Затоа, браќа и сестри, драги мои, најчовечки ја замолувам, никогаш да не се случи ова, еден македонец да убива друг македонец во името на Македонија. Да го зачуваме тоа толку малку меѓу нас што не врзува. Да го зачуваме со тоа да ја зачуваме нашата света земја. Власта добива само по пат на избори. Народот е оној кој одлучува кому ќе ја даде довербата, беше речено на собирот на ГДОМ. Протест по улиците на Велес одржа и поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам. Велат дека нема да се откажат од барањата, председателот Иванов да ја повлече аболицијата и да се одложат изборите закажани за 5 јуни. Денешното мото е смрт на фашизмот, слобода на народот. Сакаме да го искорениме фашизмот од секоја пора на општеството, од секој сегмент во неговото делување, кое мора да признаеме дека и во денешното време завзема место, простор. Така да денешниот протест го посветуваме на слободата, на правдата, на достоинството и на еднаквоста. 11 ден во Велес, поддржувачите на двете страни преку мирен протест ги истакнуваат своите ставови.